Оваа година навршуваат 5 години од пандемијата на COVID-19. Велика Британија деновиве се сеќава и организира низа настани поврзани со овие кобни денови, овие тешки денови кои што ни го променија на сите, комплетно на целиот свет ни го променија животот. Во Велика Британија деновиве се сеќаваат на тоа како ја поминале пандемијата и во продолжение ќе зборуваме со Жанета Скерлев, новинарката и дописничка за Слободен печат од Лондон. Токму таа ќе ни објасни на кој начин Велика Британија се сеќава на пандемијата COVID-19, на кој начин се одбележуваат овие 5 години откако заврши пандемијата. Посакувам добре дојде во Слободен печат. Добре ве најдов. Драго ми е што повторно се гледаме и драго ми е што ете се сетивте да зборуваме за една тема која што ќе кажам некако кај нас како веќе да не се споменува, COVID-19 како да избледува изборчето. Добро е што не го зборуваме и што го немаме толку многу често. Се уште постои, знаеме еден денес да кажеме дека некој од пациентите сигурно прележав COVID повторно, но некако не е во фокусот на вниманието, не е тема, кај нас не се одбележува 5 години постоење. На кој начин во Велика Британија се одбележуваат 5 години од пандемијата COVID-19? Немаше медиум, немаше весник, немаше подкаст кој не подготви некаква тема во врска со пандемијата на COVID-19, заради тоа што и властите го потсетија народот дека пред 5 години, пред неколку дена, ни се појави на телевизиите тогашниот премиер Борис Џонсон и ни кажа дека земјата е зафатена со пандемија на COVID-19 и треба сите да седиме дома, да останеме дома. Јас се сеќавам многу добро на тоа, бидејќи само што била вратена од Скопје, од Македонија, каде што бев во авионот единствената со маска на лицето, бидејќи ги гледа вестите што е она што се случува во Италија, каде што имаше исклучително голем број смртни случаи и во Шпанија, и се вратив во Лондон и тука буквално никој не носеше маски. Кога неколку недели потоа се појави, тоа беше почеток на март, кога неколку недели потоа се појави Борис Џонсон и кажа дека треба да седиме дома, тоа беше голем шок за луѓето и потоа почна да се случува она што се случи, како да беше се полнат билансот? болниците, да биде прогласена национална тревога, пандемија и почнаа да се бројат жртвите. Се смета дека во Велика Британија од COVID-19 има починато над 220.000 луѓе, и стари и млади, и мажи и жени, и големи и мали, и деца, значи огромен број починати луѓе. Како тогаш се справуваа властите таму? Еве, денеска што велат од оваа гледна точка кога се прави ретроспектива? Дали смета дека правилно се справија со оваа ситуација? Има многу критики на тоа како се справуваа властите и истрагата која сега, таа независна истрага која се води, веќе неколку години трае, и еве баш денес има една сесија од таа независна истрага, јавни се сите тие состаноци на независната комисија. Лошо се справила владата и недоветно на некој начин. Ете, тоа е зборот со кој најчесто се случува како се справила. Немале предходно искуство, тоа може би едно од оправдувањата, меѓутоа сето она што се правеше и скандалите поврзани со тоа, кога например тогашниот премиер Борис Џонсон беше фатен кога кажа: па добро, ќе умрат стари луѓе, ама тоа и не е нешто кој знае што, заради тоа што дај да ги спасуваме младите. Неопислив скандал
да жртвуваме еден дел од населението за да спасиме друг. Значи имаше многу проблеми и многу скандали врзани со справувањето, за тоа дали требаше се да се затвори, дали во болниците се правеше се што требаше да се прави, дали здравството беше подготвено за тоа, дали опремата која се нарачуваше беше таа вистинската, излезе дека се врати цел контингент, цел авион од Турција нарачана опрема која не беше не ги задоволуваше стандардите. Значи многу грешки беа утврдени и сега се смета дека доколку поинаку се водеше целата владина кампања околу справувањето со COVID-19, бројот на жртвите ќе бил помал. Дали е тоа навистина така или не, ќе покаже, пак велам, истрагата, бидејќи се води истрага во која луѓето зборуваат. Се канат луѓе кои сакаат да го кажат своето мислење, тоа се роднини на жртвите, тоа се оние кои прележале ковид, тоа се луѓе од здравството, тоа се и обични луѓе кои на некој начин беа зафатени, и сите ние кои изгубивме години од нашиот живот поради пандемијата. А дали во оваа истрага има и осомничени? Има осомничени оние кои ја злоупотребиле пандемијата за да остварат профит, и исто така и оние кои не ги презеле оние мерки или презеле погрешни мерки, и тоа е еден дел од истрагата. Меѓутоа, главната цел на истрагата е луѓето да си го кажат своето мислење. И има една реченица, една фраза која се провејува низ целата истрага: Every story matters. Секоја приказна е битна, секоја приказна е важна. Сака истрагата да собере што е можно повеќе изјави, од што е можно повеќе луѓе, за да донесе некакви заклучоци, некакви препораки. Тоа е можеби на некој начин катарза на ова општество кое помина толку многу и изгуби толку многу луѓе, и сака да се извлече некаква поука за следната пандемија, со тоа што јавно се кажува овде дека не е прашање дали ќе има следна пандемија, туку прашање е кога ќе има. Значи ќе имаме следна пандемија и би требало за следната пандемија од сите овие сведоштва и од сите овие постапки и од сите овие истраги кои се спроведуваат да се научи нешто за следниот пат, а ќе има следен пат, пак велам, велат овде, да се постапува поинаку. 5 години потоа, сите се сеќаваме на 5 години претходно, сите се сеќаваме како ги слушавме и да споменавте и вие сите тие трагични вести кои што ни пристигнуваа првично од Италија, па се проширија експресно на секаде во секоја држава. 5 години по коронавирусот, по појавата и по трагедијата која што ја направи покоси голем број на народ. Што се случува сега во Велика Британија? На кој начин се одвиваат тие програми за потсетување, восеќавање на коронавирусот? Има многу разговори со преживеани и уште повеќе разговори со луѓе кои ги загубиле своите најблиски. Полни се медиумите со такви приказни. Луѓето сакаат едноставно да се слушне нивната приказна за нивниот живот, за животот на оние кои ги загубиле. Вчера баш гледав на еден од програмите на BBC тука, националната телевизија тука предничи со тоа.
Како велат, да, пред 5 години ја изгубив мојата ќерка, мојот живот никогаш нема да биде ист, без оглед на тоа, нели се вели дека животот оди понатаму и се, меѓутоа за илјадници, стотици илјади луѓе животот се смени за 180 степени и веќе никогаш нема да биде ист. Луѓето сакаат да се зборува за оние кои ги загубиле и затоа е посетен има еден голем плакат, еден голем ѕид на сеќавање кој се наоѓа во близина на британскиот парламент во Лондон, каде што има црвени срца и каде што на секое срце е напишано името и презимето на една од жртвите на ковидот. Можете да замислите 220.000 срца, вела дека можеби не 220.000, меѓутоа дека е илјадници срца и дека има луѓе, доброволци кои го одржуваат тој ѕид и тој ѕид вела дека ќе остане можеби за секогаш, каков ќе биде планот, не знам, меѓутоа е многу трогателно. Доаѓаат луѓе од цела земја, од цела Британија, тука одаваат почит, некои се молат, некои плачат, некои зборуваат за нивните најблиски и тоа беше тоа што деновиве од страна на оние кои ги загубија блиските се случува во Лондон, паралелно со онаа истрага која се води независна за државата, луѓето, институциите да научат од оваа трагедија и да не се повторат грешките и да не се повторат пропустите. Значи, колку што разбрав, не ги организира настаните државата, туку луѓето организираат настани во чест на луѓето сами организираат, не дај Боже државата да се вмеша во тоа, мислам, тоа ќе биде невиден голем скандал. Тоа се независни организации и добротворни организации кои и луѓе сами се организираат и од секој место ќе дојдат, се организираат сами превоз, за некои кои немаат средства, мештаните собираат пари да им организираат превоз. Тоа е процес кој трае и се одвива и во крајна линија лично сметам дека е добро што е така, бидејќи вака се тера на некој начин и владата и одговорните да не заборават. Бидејќи нели лесно е, пред 5 години беше тоа, ама тие луѓе отидоа и не се враќаат и ни го сменија животот на сите нас. И ова е посебно со тој ѕид со срца на жртвите и велам со истрагата која е сосема независна, значи владата нема никаква врска со таа истрага. Скерлев, сега се 5, ќе бидат и 15, ќе бидат и 35 години од ковид пандемијата. Што е она што го научивме, а што не научивме од овој тежок период за сите нас? Па според истрагите овде и коментарите се гледаат слабостите. Еве, например, вчера излезе соопштение од Велс, еден дел од Обединетото кралство, каде што беа утврдени 8 големи пропусти кои беа направени таму во справувањето со пандемијата. Што научија? Најверојатно научија многу одговорните како да се справуваат со јавноста, како да се справуваат со луѓето, како да не импровизираат во сето во вакви тешки ситуации, како да не ги обвинуваат луѓето дека тие се виновни заради тоа што не седеле дома, наместо самите себе дека не се справувале како што треба и дека панично реагирале и дека биле многу недоветни
и дека правеле потези кои сите нас не засега на овој или на оној начин. И пак велам, добро е што е така, мислам, добро е што се води истрага и што се спомнуваат тие работи и што луѓето не дозволуваат да се заборави, бидејќи не може, ќе остане за секогаш забележано кои биле пропустите, кои биле грешките, што не е добро направено и ќе остане за секогаш и споменот за луѓето кои ги загубиле животите и ќе остане за секогаш тие години што ние што преживеавме на некој начин, ги загубивме од нашите животи, бидејќи животот беше сведен на минимум, посебно тука во оваа земја, каде што ништо не работеше, каде што ништо не можевме да правиме, да се извлечат заклучоци на некој начин, како на ваков начин да не се случи никогаш повеќе. Благодарам, Скерлев, благодарам што ве имавме повторно во рамките на нашата програма. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието. Продолжете и понатаму да се информирате преку Слободен печат.